Почитувани, вчера во Крива Паланка, како и во цела Република Македонија, се спроведе првиот круг од претседателските избори во 2014 година. За жал, во Крива Паланка имаше се, но фер и демократски избори не. За жал, на овие избори бевме сведоци на голем број притисоци, закани, изборни нерегуларности и општо непознавање на изборните процедури на сите структури кои требаше да гарантираат слободни, фер и демократски избори. Ова се само дел од изборните нерегуларности кои што во текот на вчерашниот и за вчерашниот ден се случија на територијата на Крива Паланка, а за кои што сметаме дека треба да биде запознаена целокупната македонска јавност. На избирачкото место 965 во село Мождимњак, лицето со иницијали ЈМ е пријавено за гласање без сопствена желба како болно и немотно лице од страна на лицето ВС, кој покрај неа пријавил и поголем број на други лица. На избирачкото место 943 председателката на избирачкиот одбор со иницијали ОР дозволила да гласа болно и немотно лице кое го нема во единствениот избирачки список. На избирачкото место 962 добиен е список со болни и немотни лица, на кој се наоѓало и лицето со иницијали СС, за кое подолго време се знае дека е починато и го нема во единствениот избирачки список. На поголем број избирачки места, меѓу кои и на избирачките места 965 и 967 на членовите во избирачкиот одбор од СДСМ не им бил организиран транспорт за гласање на болни и немотни лица, иако тоа е обврска на Општинската изборна комисија. На поголем број на избирачки места, меѓу кои и на избирачките места 938 и 940, стоело лицето СС вработен во затвор Куманово и агитирал како овластен наблюдувач од невладината излези и гласај. Во село Жидилово на избирачкото место 962 лицето кое е било наблюдувач од оваа организација е вработено во Министерството за внатрешни работи. Пред гласачкото место 955 во село Мартиница бил отворен штаб на ВМРО кој активно работел цел ден, а е на само 30 метри од гласачкото место. На поголем број на гласачки места маркерот со видливо мастило се бришел со обично влажно марамче. На избирачкото место 971 во село Габар председателката на избирачкиот одбор со иницијали КС ги делела ливчињата со серијски броеви и така биле пуштени во гласачката кутија. На избирачкото место 959 во село Бс членовите на избирачкиот одбор со иницијали ОТ и СП конзумирале алкохол, а заменик председателката со иницијали БС не ги спречила во тоа. Кога дошол овластениот наблюдувач од СДСМ на ова гласачко место и други присутни кои што се нашле во моментот на ова гласачко место, од овие лица биле навредувани и кон нив биле упатени закани. Во избирачкото место 945 се двојно заокружени над 150 гласачки ливчиња како начин на одбележување и истите и покрај забелешките на членовите во избирачкиот одбор од страна на председателката биле прифатени како важечки. Во избирачкото место 943 неколку лица, меѓу кои лицето со иницијали ГВ, го немало во единствениот избирачки список. На истото, по интервенција во Општинската изборна комисија, им било дозволено да гласаат на ова гласачко место, иако ги немало во списокот, а биле заведени во список на раселени лица. На избирачкото место 974 во село Трново, член на избирачки одбор помагал да гласа на други наводно неписмени лица. Во скоро сите избирачки места имаше организиран превоз за гласачи од страна на владеачката структура. Во избирачкото место 949 на улица Херој Карпош околу 21 часот и 10 минути пред штаб на Социјалдемократскиот сојуз е пукано
со автоматско оружје и при тоа се испукани околу 10 куршуми. За сите овие настани се информирани Општинската изборна комисија, Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи и мисијата на ОПСЕ и ОДИХР, од кои се уште очекуваме повратни информации. Во вакви услови, вчерашниот изборен резултат, при сите овие нерегуларности и притисоци на власта и злоупотребата на целокупниот државен и административен апарат врз гласачкото тело, не е ништо друго освен огромен успех. Факт е дека, покрај сите закани и уцени, вчера во Крива Паланка зад опозицијата застанаа околу 5000 гласачи. Сепак, ова не е нашиот максимум. Ве повикувам во вториот изборен круг на 27 април да ги мотивираме сите граѓани кои со останувањето дома и порачаа на власта дека ја немаат нивната поддршка од дома и днината не се менува. Тоа треба да ни биде јасно на сите нам. Наша должност е да го разобличиме системот на владење на оваа гарнитура и тука претпоставки и дилеми нема. Задоволни граѓани исто така нема. Има само исплашени, казнети, злоупотребени и изманипулирани граѓани на кои треба да им се влее малку надеж. Едноставно, луѓето сакаат промени. Ви убедувам дека Социјалдемократскиот сојуз е единствената политичка организирана структура која во моментот треба, може и ќе ги направи промените во Република Македонија не само за да дојде на власт, туку да ги обзнани сите криминали на власта и да ги симне нивните маски. Сето ова се прави во име на доброто на сите граѓани, во име на државата и во име на демократијата во Република Македонија. Почитувани граѓани, на сите вас кои покажавте цврстина и излеговте да ги поддржите промените, сакам јавно да ви се заблагодарам и да ви порачам. Откажување нема. Сега е моментот кога ни треба лојалност, истрајност, енергичност, цврстина и одлучност и верба во она што е наша крајна цел – држава во раце на народот. Затоа секој треба да даде максимум и се од себе за да направиме промени за подобра Македонија, промени за нов почеток.